На националната конференција во организација на заедницата на локалните самоуправи, на која што денеска присуствуваа градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и премиерот на Република Македонија Зоран Заев, беше истакнато дека на Македонија и треба децентрализација, што ќе отсликуваат финансиски стабилни општини. За таа цел беше најавено преиспитување на сегашните позиции на локалната власт, надлежностите што ги има, средствата што ги добива за нивна реализација и сериозно да ги утврди следните чикори. Како што беше речено, локалната и централната власт изгледаат како спротивставени страни, но во основа нивната цел е иста – обезбедување поквалитетни услови за живот на граѓаните и просперитет на држава, за што е неопходно квалитетна соработка. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, крајно време е локалната власт да разбере дека е непосреден давател на услугите на граѓаните и дека таа најдобро ги знае нивните потреби и приоритети. Наше мислење е дека услугите кои што ги добиваат граѓаните мора да ги подигнеме на повисоко ниво. Всушност, суштината на владењето е задоволување на потребите и качување на квалитетот на услугите кои што ги даваме ние како власт воопшто. Токму заради тоа, несомнено е да речам она што го утврдивме во текот на денешниот ден и во минатото, дека овој процес конечно во Македонија ќе се придвижи. Имаме заедничка соработка, во тек се анализи кои што ги прави и владата, и ЗЕЛС, и Светска банка, со цел да дојдеме до оптимализирање на надлежностите на општините. Премиерот Зоран Заев потенцира дека градоначалниците можат да сметаат на соработката со владата и најави нови инвестиции на локално ниво, кои ќе стартуваат од 2019 година. 70 милиони евра уште во првиот квартал 2019 година ќе почнат да се имплементираат за локални патишта, 50 милиони евра дополнително пари за водоводи и канализации, 12 милиони евра имаме веќе обезбедени за водоводи и канализации, 35 милиони евра ќе бидат од ТАФ распределени во општините уште почетокот на 2019 година. Светска банка обезбеди 30 милиони евра за детски градинки, од кои што 16 милиони евра се за градба на нови детски градинки или реконструкција на постојните. Преку ИПА програмите некаде се заокружуваат повеќе од 40 милиони евра за делот на прочистителни станици, за делот на депониите кои што ќе се отварат во Македонија, односно се афирмира некој буџет кој што во следниот период би бил поголем од 230 милиони евра. Сето тоа треба да ги зајакне општините и да ги доведе во капацитетност за да го примат вториот бран на децентрализација на власт. Според ЗЕЛС, децентрализацијата во изминатите години не била само забавена, туку и заборавена, оптоварена со огромни наследени долгови и голем број нерешени предизвици. ЗЕЛС бара зголемување на зафаќањето од ДДВ на 10% за разлика од сегашните 4,5%. Бара зголемување на зафаќањето од персоналниот данок на 50% по примерот на поголемиот број земји од регионот и Европа, како и обезбедување адекватни финансиски средства за сите блок дотации.